Почитувани дами и господа, почитувани љубители на пишаниот збор, почитувани драги гости, вечерва се собрахме овде да ја промовираме книгата Македонски состојби од Васил Маневски. Нашиот учител, поет, писател, новинар. Од вечерва оваа книга, верувам, ќе патува широко светот. Ќе патува во Англија, ќе патува во Германија, Швейцарија, Америка, Австралија и секде кај што има делови од македонскиот народ кои живеат и работат таму. Во името на Центарот за култура на мојот учител Васил Маневски му посакувам многу здравје во овие пенсионерски денови и верувам дека ќе најде уште многу инспирација да твори нови поетски и прозни дела. За оваа книга вечерва го поканувам промоторот на оваа книга Миле Ѓорѓовски да земе збор. Добро вечер и од мене. Ето ја како сум среќен на сите им дава тендер и мене збор. Благодарам директор. Нашите предци, баш на овој ден или неколку денови порано или подоцна ги започнувале подготовките за нешто големо, ги чистеле малихерите, берданките, камите, правеле срешови топчиња да дигат востание, а јаве ние патриоти веќе правиме промоција спроти Илинден тука. Но што е тоа? Во некои поранешни времења, да не речем стари добри времења, обично кога ги отворат промоциите, викав велев. Добро вечер, ги поздравувам членовите на Советот на таа и таа општина, ги поздравувам од институциите на културата, раководните луѓе, вработените од управните одбори, им се заблагодарувам што се тука, и сега им се заблагодарувам што не се тука и што дадам можност и ние обичните смртници да седнеме во првите редови. Но и ние обичните смртници сме големи луѓе, затоа покажуваат и резултатите што ги постигнуваме. Сдруженијето што ги постигнуваат? Сдруженијето на новинари на Македонија годинава во Свети Николе наградата за најдоброто во Источна Македонија од новинарството му е додели на планинарскиот спортски клуб од Делчево. Еден аплауз за представниците дела. Со нас не е вечерва председателот на планинарското спортско друштво Лупчо Чучуковски. Тој е службено присутен на граница кај што работи и службено е отсутен вечерва тука. Голем аплауз за Лупчо, видејќи наистина Лупчо е тој што го движи ова друштво, вечер со младинците кои се во последен ред таму. Меѓу ними има и неколку, а тука и еден мој стар омладинец со кога ја започнавме хумористичната емисија на Радио Делчево и Данчо Младеновски. Голем поздрав до тебе. Сега кога кажувам за младинците на Голак се страни, тука имаме и шампиони во велосипедизам. Ај станете да ве видат луѓето, а не салата. Станете и направи за овие деца. Вечерва требаше со нас да бидат и трите браќа кои ќе учествуваат на Охридскиот маратон, но поради премореност изглед професорот нон-стоп ги тера на вежба, не е тука со нас, но ние им посакуваме навистина голем успех на маратонот.
Нови маратон, јас и Васил Маневски нема да учествуваме, бидејќи ја нема нашата омилена дисциплина, пливање со тракторска гума, грбно. Фергусон или МТ-365? Сам. Добро. Кога разборувавме за ЗНМ, да кажам дека чест ми е што вечерва со нас е и Миле Велков, нашиот драг сограѓанин Миле Велков, човекот кој од Сдруженијето на новинарите на Македонија доби наградата за хуманитарец на годината. Миле, се надевам дека еден ден ќе освоиш и награда хуманитарец на векот. Посебна чест ми е тука што до вечерашниот славеник Васил Маневски, генерал Илија Николовски. Председател на Сдруженијето на пензионери на Македонија и сега користам прилика да ургира тука место 5000 да ургира тој по 10 да не накача пензиите. Значи, ова е вистински генерал, не е онај генерал од песната на Оридјански и Бенише Чири генерале. Посебен поздрав до членовите на експерименталното театарче од Делчево. Еве, ние после 30 на години сепак успеваме да се собираме. Со нас е Вања Ѓорѓиева, која од денес, односно од вечерва, и таа е наш член. И дадена благодарница. Голем поздрав до директорот на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Имаме доста гости од страна, значи нема посебно да ги представам. Ми представува посебна чест што вечерва меѓу нас е една личност со која не само Делчево, туку и Македонија, и то цела Македонија, Егејска, Пиринска и Вардарска да се горде. Тој е доктор Сања Пановска. Сања не е доктор како лекар, туку таа е доктор по геофизика, така? Докторирала во Цирик, работела во Швајцарија, работела на Универзитетот во Сан Диего, Калифорнија, сега е истражувач на Германскиот геофизички центар во Потсдам во Германија. Значи, сега јас не успеав да докторирам, ама затоа су им тетин на Сања. Значи, или како што јас сакам да кажа, дипломирав, докторирав, магистрирав и докторирав во еден ден. Нема да ми вратат кусор. Јас мислам дека премногу одолговлежив, значи сите што не се поздравени, ги поздравам гостите од Пехчево, тоа се Драган Колески, музичар, Габриела, директорка на Костадиновска, директорка на библиотеката во Пехчево. Незиниот сопруг не сме да не го поздравам. Еве сега ми представа посебна чест што меѓу нас е мојот драг пријател, професорот Доне Донев од Кочани. За Доне може да се зборува со денови и денови за неговата активност како писател, како артист, како изведувач на монодрами, но Доне вечерва тука и во друго својство, односно како рецензент на книгата на Васил Маневски, македонските состојби. Професор поведете на сцената. Мора ти,
Поздрава от ините да ме зумират, ако не поздрава. Четвърти камерата на друго место. Posebno čest mi je da pozdravim jedna moja zemljačka od Kiča, profesorka. Rijetko mi da profesorki po literatura na promocijama, evo, mečka srah mene ne srah, neki so smeli da dobiti na promocije. Što ostane na drugo sem, da go pokal na Vasenmanski, da si go zazem na cvrto mesto na scenata. I ќе да молам да ги исклучите телефоните. Значи, кога фатиме да му звони телефонот, ќе мора 50 пати да ја прочитат книгата и да ја препишат во тетрадка. Значи, исклучувајте ги телефон. Нешто ми кажа да ги исклуча телефонот оправдано. Сега го поканувам членот на експерименталното театърче Цинцо да ја прочита во ведната, прво ќе ја прочита во ведната песна од ова книга. Македонските состојби. Земја со пейсажи убави, прекрасни. Со народ кроток, трудолюбив, гостолюбив, единствен е на светските меридијани. А состојбите од ден на ден се поопасни. Чинам дури и повеќе од лани. Ах, што да се брани. Секојдневно дуели, клеветења, разни обвинувања, зандани, драконски казни. Едни не почитуваат ни химна, ни знаме. Други не го сменија државното име. Велат, не им прилегало да се патриоти. Европските дипломати ги тапкаа по рамо.